Донесените измени во кривичниот законник, честата злоупотреба на европското знаменце, катастрофалната состојба во судството, причини за сериозни критики за македонските власти од европските представници. Среде Скопје еврокомесарот за правда порача дека не случајно прво се отвара, а последно се затвара поглавието темели во кој влегува владење на правото. Бевме изненадени од недостигот на ефективна дебата, консултации за таква реформа пред донесување на реформата, на промената. Секогаш велам дека е важно да се разменат ставови со Европската комисија пред донесување на таков тип законодавство. Како што реков, со некои земји секако треба да бидеме воздржани да се избегнува донесување закони со европско знаменце, побрза постапка. Еврокомесарот порача дека поблагите казни за функционери кои не го почитувале законот ќе бидат дебата на билатерално ниво. Критики за ниската доверба на граѓаните во правосудниот систем имаше и од шпанската министерка за правда Марија Пилара Лопкоенка. Според неа, кога граѓаните не веруваат во институциите, не се чувствуваат заштитени, а државата мора да им стави до знаење дека системот постои за да им ги реши проблемите. Но најважно е обука и способност, непристрастност, да имаме добро обучени судии, непристрастни судии, политички необоени, тоа ја зголемува довербата. Одговорноста и дисциплинските мерки, етиката е многу битна да се применува кај овие лица кои што ја спроведуваат правдата. Сите забелешки кои повеќе од очигледно не ветуваат добри препораки за Македонија ќе бидат објавени во извештајот следниот месец, рече еврокомесарот за правда, каде ќе се најдат, како што рече, и забелешките за работата на судовите, одржувањето на судењата, судскиот совет кој подлежеше на 2 оценски мисии токму на ова тело на Европската Унија. Еврокомесарот и шпанската министерка за правда беа дел од Министерскиот форум ЕУ Западен Балкан за правда и внатрешни работи. Денеска се дебатираше на теми владење на правото и судски реформи и напредок во заедничките активности во врска со руската воена агресија врз Украина.